Се уште сте заедно со нас, со Здрава Македонија, ве дружи се до 10 часот. Верувам дека содржините кои што ги подготвивме за денеска се доволно интересни за да го задржат вашето внимание, а ние секогаш се обидуваме да бидеме актуелни, па така и во овој дел од денот имаме линковско или вклучување во живо, со тоа што ќе поразговараме за пријавувањето за Сокол Јуниор Купот 2022. За ова и многу повеќе, како може да се пријавите, каде може да се пријавите и сите оние прашања кои што нашата Бисера Лавачева ќе му ги постави на незиниот соговорник господинот Аристе Влахов, верувам дека со внимание ќе го проследите. Добро утро, Бисера, и во овој дел од денот. Да, добро утро, Александра, од нас од Теран. Добро утро и до вас, драги гледачи, кои повторно сте со нас и не следите се до 10 часот. Токму така, конечно, долго очекуваниот детски турнир во мал фудбал, Сокол Јуниор Куп, конечно ќе се оствари и ќе се одржи. Токму денес зборуваме за деталите и околу пријавувањето, но и кога ќе започне овој турнир. Со мене денес Аристе Влахов, кој ќе ни ги каже сите детали. Добро утро. Добро утро, благодарност до вас, до Канал 5 телевизија за присуството овде на игралиштето Сокол, каде што впрочем нели и ќе се одржи самиот турнир. Веќе неколку години наназад организаторот на оној голем турнир во мал фудбал, еден од најдобро организираните турнири, Сокол турнирот, Сдруженијето на граѓани Сокол, беше на идеја секако да се врати оној турнир кој што пред 10 години беше организиран, а тоа е Јуниор Сокол Јуниор Куп. И поради пандемијата минатата година не се одржа, но затоа оваа година веќе се враќа и со нетрпение децата го очекуваат секако враќањето на овој турнир. Планирано е од 1 мај да започне пријавувањето на екипите, да трае до 18 мај. Самиот турнир ќе биде одржан од 20 мај до 5 јуни и тоа овде на игралиштето Сокол, до познато до училиштето Христијан Сидоровски Карпош, со тоа што ова е еден турнир кој што е многу важен и многу значаен за жителите на Карпош 1. А секако и за децата кои што живеат во овој дел на Скопје, а посебно сега и секако и на останатите деца од останатиот делот на Скопје кои што ќе земат учество на овој турнир. Да кажем и тоа дека секоја екипа која што ќе се пријавува е од 6 до 12 деца, сите деца кои што ќе учествуваат ќе имаат добра забава во текот на тие денови кога ќе се организира турнирот. Кога ќе започне пријавувањето и до кога ќе трае? Да, пријавувањето започнува на 1 мај. Ќе трае до 18 мај, турнирот, како што веќе реков, ќе започне на 20 мај. Планирано е, затоа што има огромен број на екипи кои што се заинтересирани за да учествуваат на овој турнир. Затоа е ограничен бројот. Оваа година се одлучи организаторот и ние се одлучивме да има 32 екипи кои што учествуваат, ќе бидат поделени во две старосни групи, односно во две категории, од 8 до 10 години и од 11 до 14 години. Јас би сакал да кажам и дека сите оние кои што ќе учествуваат ќе имаат добра забава овде, затоа што така е и планирано да секој надпревар, меѓу секој надпревар да има изненадување за публиката, да има забава со тоа што ќе има и награди за публиката и ќе учествуваат и тие ќе бидат дел од самиот турнир. Тоа значи публиката треба да се спреми. Да, и публиката треба да биде подготвена, а ние веруваме дека како и на големиот турнир кој што на сениорскиот, така и на овој турнир ќе има голем број на гледачи. Би сакал исто така да се заблагодариме на општината Карпош, на градоначалникот и на советот на општината, на фудбалската федерација кој што исто така го помага овој турнир и на сите останати компании и фирми кои што се помагатели на турнирот, затоа што без нив навистина е тешко да се организира било што, па и еден ваков турнир од ваков калибар. Како што реков, на секој надпревар ќе има публиката ќе има дел од самиот надпревар, затоа што ќе има шутирање на пенали, прецизно шутирање, ќе има голем број на награди кои што ќе се доделуваат. Сето тоа ќе биде со една единствена цел да се анимира публиката, но и да биде позабавен турнирот. Така, на кој начин ќе се одвива пријавувањето? Мислам дека тоа не го споминавме, дали ќе биде онлайн, како ќе може да ги сите поголемиот дел од екипите веќе на некој начин се и исконтактирани и веќе со нетрпение очекуваат, затоа што не само тоа што имаме и добар награден фонд и покрај тоа што главната цел на турнирот е децата да добијат простор. Односно да тие деца кои што играат во фудбалски школи, играат воопште и во мало играат фудбал, едноставно да се дружат, да бидат на едно место, а да имаат и еден да речем надпреварувачки дух, затоа што сепак нели да се надпреваруваше едно, а да тренираше сосема друго. Сега во ваква ситуација ќе имаат можност и да тренираат и да се забавуваат и да се надпреваруваат и секако да имаат и мотив плюс да добијат и некоја награда, затоа што како организатор се потрудивме да има еден убав награден фонд
Така да по секоја категорија, значи има две категории, реков од 8 до 11, од 8 до 10 и од 11 до 14, две категории. По 16 екипи ќе учествуваат во едната и во другата категорија. Така да наградата за прво место ќе биде 50.000 денари за екипа, второ место 25.000, трето место 10.000 и она утешна награда за четврто место од 5.000, плюс ќе има и дополнителни награди кои што ќе се доделуваат за индивидуални награди за најдобар играч, за најдобар голман и така. Така да во секој случај очекуваме дека пријувањето веќе е, да не речемете условно кажано, неофицијално започнато, затоа што многу екипи се пријавуваат и прашуваат кога ќе почне турнирот, така да чекаме само да чекаме 1 мај да дојде и веднаш да почнат да се пријавуваат екипите. Како ќе се прави селекцијата? Бидејќи навистина рековте има многу екипи кои што се пријавени. Кои екипи ќе учествуваат? Да, екипите кои што ќе се пријават први и екипите кои што ќе се има одредена котизација, така да тие кои што ќе се пријават први, тие ќе бидат затоа што е навистина ограничен бројот, за жал нема простор повеќе за сега во моментов, можеби ете наредните години ќе се зголеми бројот и на екипите, така е планирано и па ќе видиме, зависно од тоа нели како ќе биде интересот, но за оваа година бројот на екипите мислам дека без никаков проблем ќе биде пополнет и ќе имаме супер надпревари. Да, ви благодарам за одвоеното време, ви посакувам убава забава и вам и на публиката и децата, како што кажавте, се надпреварувачи. Така, јас само уште една реченица да кажам, значи ќе имаме отварање на 20 мај со една посебна програма на која што ќе учествуваат од танцево студио Река и плюс ќе имаме и македонски музички и естрадни звезди кои што ќе бидат дел од самиот турнир, така да забавата ќе биде загарантирана за децата, но и секако и за нивните родители. Така, да. Слушнавме како ќе се одвива овој настан тука веднаш до училиштето Кристијан Торовски Карпаш, каде што ќе може да се пријавите, да дојдете, сите екипи да се забавуваат, да уживаат, но секако како што кажавме и публиката ќе ужива. Се гледаме повторно од понеделник, ве посакувам убав викенд од ова последно вклучување во живо, а вие останете со нас до 10 часот. Александра, се враќаме кај тебе. Ти благодарам, Бисера, да, еве во месец мај ќе имаме убави случувања. Сигурно го заокружуваме и ово издание предвидено за оваа работна недела на Здраво Македонија. Мене ми останува да ви посакам убав ден и убав престоен викенд. Останете во добро здравје, секако со Канал 5 телевизија. Имаме многу убав разговор во По дома со, а ние се гледаме со Здраво Македонија од понеделник во 6:45.